За само 10 денари Štipjanike можат да се возат низ градот и до селата. Општината наскоро ќе воведе субвенциониран градски превоз кој ќе се обраќа линиски во текот на целиот ден низ повеќе штипски населби. На пола саат би се обраќал автобус во сите населени места, автобуски постојки има, значи од централното градско подрачје, преку 8 ноември, автокоманда на селбата Сењак, на селбата Дузлак и Баби и назад. Во тој дел планираме да го вклучиме и селото Старка Рорман. Картата за едно возење би чинела 20 денари, од кои Štipjani би дале 10, а другата половина би ја субвенционирала општината. Дневно таа ќе плати од 300 до 500 карти. На годишно ниво реализацијата на градскиот превоз локалната самоуправа би ја чинела околу 30.000 евра. Освен во градот ќе се воведе линиски превоз до селата од Лаковичкиот регион и Овчеполието. Следна фаза би било да обезбедиме барем во петок градски превоз до нашите села во Лакавичкиот регион и Овчеполието. Мислам дека граѓаните со тоа ќе добијат многу. Ние мислам дека финански тоа можеме да го поднесеме, не е голем проблем. Имаме заинтересирани компании од автопревозниците кои тоа би го прифатиле. Иако само еден ден во неделата, ова е од големо значење за жителите од руралните средини. Досега тие до градот патуваа или со такси или со училишниот автобус. Само во петок, други денови не одговарат. А во петок да пуштат, одлично ќе биде. Од овие се китко што пуштат. Мало автобус ќе пуштат. И од целце напунат се деца, напунат се тие, кај нас нема место, ние се стоиме. И тоа гужва кај стигнато. Ако е поевтино, ушпурно за народот, нели? А не е лошо да се пушти. Убаво е. Имаме ние потреба. Ќе биде подобро, тоа се знае дека ќе е подобро. Предлогот на градоначалникот наскоро ќе се најде на една од следните седници на Советот кој треба да даде одобрение. Исто така во иднина општината планира да набави собствено возило кое ќе се обраќа редовно од селата до Štip.